Затворот Седнаја беше страшно место управувано од сириската влада. Познат по своите брутални мачења и безброј екзекуции, го доби прекарот кланица на луѓе. Бунтовничките сили ги ослободија затворениците по падот на режимот на Башар ал-Асад. Илјадници луѓе сега се собраа овде, надевајки се дека ќе ги најдат своите сакани, како овој човек. Го одведоа во Сендаја кога беше само 14 годишно момче. До денес немаме поим дали се уште е таму, дали е жив, дали е убиен или дали е во некоја подземна келија. Во текот на 13 години граѓанска војна, околу 100.000 луѓе биле приведени од сириската влада. Многумина се уште се водат како исчезнати, а очајните граѓани се надеваат дека можеби ќе ги најдат кај Седнаја. Го барам брат ми. Некој ми кажа пред 10 дена дека е се уште жив. Упадот на бунтовничките сили во затворот не само што ослободи многу затвореници, туку ги откри записите на затворот. Очени семејства сега ги разгледуваат документите расфрлани на земја, надевајки се дека ќе најдат каква било информација за нивните исчезнати или убиени роднини. Некои од овие документи ги наведуваат имињата на оние кои умреле или биле убиени додека биле во затвор. Се собираат толпи кои внимателно слушаат додека овие мрачни црни списоци се читаат на глас. Се верува дека илјадници затвореници биле држени во Седнаја во келија од 5 на 5 метри, преполни со над 100 луѓе. Меѓутоа, кога пристигнала исламистичката група Хаја Тахрир ал-Шам, пронашла само 300 затвореници внатре. Ова ги потикна шпекулациите за масовни екзекуции, трансфери на затвореници или постоење на подземни келии. За повеќето од оние кои дојдоа овде, потрагата заврши без одговори. Сега велат, останува само надежта за правда.